Четврток 18 часот и 15 минути, уште еден редовен термин за локалната програма Скопје ми е дома на Вистинска телевизија. Почитувани гледачи, ви благодарам што и ова попладне одбравте да бидете токму со нас. Ќе говориме повторно за секако локални скопски теми и овој четврток празнично, велики четврток за сите оние кои што се подготвуваат за големиот христијански празник Великден. И во оваа емисија имаме интерактивна програма, односно во текот на целата емисија ќе имате оставено телефонски број секако на кој што ќе можете да ни контактирате, да ни се вклучите директно во студио и да поставите прашање, сугестија или порака секако до нашиот гостин, а мој вечерашен соговорник. Кога ќе се спомене името на мојот денешен гостин Ѓорги Галетановски или Чомбе, веројатно на сите ни е познато дека станува збор за поранешен директор на Зоолошката градина Скопје, имено човекот во чие што директорско време Зоолошката доживеа еден подем, така ќе кажам јас, меѓутоа станува збори за еден познат скопски менаџер, со кого ќе поразговараме во вториот дел од мојот концепт за ноќниот живот токму во главниот град. Ќе направиме една паралела како било порано, како е сега, за една тема актуелна токму во овие денешни случувања во време на најавени вонредни инспекцијски надзори и контроли токму во ноќните клубови, дискотеки и кафулиња во главниот град. Па така и мојот вечерашен концепт е поделен на неколку дела со кои што ќе прокоментираме и ќе поразговараме со Галетановски. Да не должам многу јас во најавата, Галетановски, ви благодарам што прифативте мојата покана да бидете дел од Скопје ми е дома на Вистинска телевизија. Како сте? Добар ден, мило ми е што гостувам. Благодарам на поканата. Супер е празничко. Како е сите? Благодарам што ете токму и празнично ми ја прифативте мојата покана да поразговараме во локалната програма на Вистинска телевизија за теми кои што не засегаат сите нам, граѓани, жители токму на главниот град. Така мојот концепт, како и што кажа во најавата, е поделен на неколку сегменти, неколку делови, меѓутоа ќе започнеме со она кое што најмногу се поврзува со вашето име, а тоа е нели Зоолошката градина Скопје. Ќе говориме за една незавидна состојба на Зоо Скопје во која што се наоѓа истата денес, именно сведоци сме последниве пачинам месец и половина, како да се случија скоро повеќето немили настани таму, секој ден како да изумираат животни. Како ќе ја прокоментирате состојбата во која што сега се наоѓа? Па, многу е различно од порано, кога бев директор. Ја оставивме убава во добра кондиција. Што се случи овие 3 години, еве следите вие највеќе новинарите, јавноста. Некои немили настани се случија. Јас пак ќе кажам, многу ми најобвинуваат дали градоначалничката, дали нешто. Сепак раководството е тоа што треба да се запраша и да поработиме оце на организација, на ивенти, на хигиена, да се запраша што се случува со животните, зашто не се носат нови животни, зашто угинуваат старите. Мора секојдневна нега, мора ангажман. Знаете како е, жива материја, исто како една болница кај луѓето. Као што се грижиме за луѓето, така се грижиме и за животните. Не знам моментално ни кои се ветеринари ни дали има, но не им чини работата. Каде е клучниот проблем? Каде го наоѓате клучниот проблем за сите овие немили настани кои што ја следат зоолошката, а тоа се птичи грип, угинати ретки видови на животни, потоа имаме излезе, односно го изгуби кандидатскиот статус од Европската асоциација на зоолошки градини, каде што влезе токму во ваше време. Што е клучно причина? Зошто вие си отидовте од директорската функција? Јас си отидов за тоа што дојде ново градско раководство и не сакав. Не ме примаше градоначалничката на разговор. Не изнајдовте заеднички јазик? Не ме ни прими, можеби немаше време. Ја имав уште година дена мандат, но не ме прими, не се видов и решив да ги оставам. Викам сигурно вака ќе им сметам, со уште година мандат, можеби имаат други планови и си заминав. Но како заминавме, ја оставивме во добра кондиција и пред кандидирање во ЕАЗа. Фалеа уште некои чекори да се поработи на хигиената и на живеелиштата. Бевме многу пред и бевме пред Белград и пред други зоолошки, меѓутоа сега се случи тоа што се случи. Сега сме многу назад, изгубивме кандидатура за членство, изгубивме можност, пак мислам да се кандидираме да разменуваме животни со европските зоолошки Што значеше таквата кандидатура за членство во Европската асоциација на зоолошки градини? Значеше олеснување на целиот модел на работа на таа зоолошка.
ке се финансираше повеќе со европски пари од фондови, од ЕАЗа и цело време ќе имаше размена на нови животни, некако до сега со стари животни што сме се мачеле да донесеш средновековно животно со Белград, да смениш повеќе со Софија. Вака сите мора да ти дадат и нови животни, мора да соработуваат и равномерно, пример како со зоолошката во Виена, така и со Скопска. Штета е што се изгуби тој статус. И пак ќе кажам, јас го окривувам раководството што ја води, затоа што сепак таму е најважен менаџментот. Не мора за една болница директорот, менаџерот нели да е болничар или доктор за да ја менаџира, сепак треба успешно да тера таа приказна. Вие во повеќе наврати ќе кажете дека таму не се виновни луѓето кои што се грижат за животните, дека тие си ја работат работата на правилен начин, го окривувате раководството. Се сменија чином тројца директори од кога вие се тргнавте од директорската функција? Па така нешто, тројца, да. Не можам да го окривувам, да ги окривувам вработените, сепак тоа се луѓе што сум гледал како пожртвувано тие животни и зоолошката го гледаат како свој дом. Секојдневно како се грижаа за животните. Таму кажав што е проблемот. Нема човек што ќе ги води, што ќе го организира, да им обезбеди спонзори, финансии, да се грижи со нив да живее. Како се финансира зоолошката градина, од каде Само финансирачка и со дел дотација од градот, меѓутоа таа дотација од градот е мала. И ние во наше време многу ја дигнавме посетеноста и немавме проблем никаков со финансии, бидејќи како се крена посетеноста се налепија многу спонзори, најаките фирми во Македонија беа спонзори. Да не ги именувам, и прилив имаше, ако ви кажам, неделено до 13.000 карти, што се сериозна цифра, по 80 денара. И покрај тоа што беше ефтина цената, не успеав да ја кренам еднаш, целта ми беше да кренам на 120 денара, не успеав, се надевав дека ќе успеат после мене. Пошто наистина е смешно 80 денара да споредите влез во зоолошка кај што живеат 200-300 животни и влез во кино, да речеме 250, колку пари, или со едно кафе да го споредите, веќе кафето е поскапо од влез во зоолошка. Не успев, криво ми е за тоа. И ќе им беше полесно и сега. Зашто не успеа, и тоа не ми е јасно. Требало да се изборат. На функцијата директори самиот доаѓате од политичка партија избран во тогашната 2018 година. Сметате ли, често пати се залагате за деполитизирање на институциите? Сметате ли дека партиите си го прават денес своето и дека... Видете, сите функционери од држава доаѓаме од некоја политичка партија или сме симпатизери на некоја политичка партија. Големината на секој функционер во институции, посебно кои што работат со живи материи, со луѓе или администрација или со животни, кој што бев јас, голема работа е да успеете да тргнете политиката од институцијата. Јас кога дојдов на првиот состанок ги замолив сите вработени од утре дента да престанат. Ми кажаа дека имале политичка поделеност, но да ги замолив и им наредив, грубо ќе се изразам, да прекинат сите да се гледаат како едно, да тргнат целосно политиката од институцијата, за политика да разговараат надвор кој ќе си одат дома. Нити јас сум ги турел со политика, ни сум ги терал на нешто. Затоа и се било окей, успешно, се уште односите ми се супер со нив. Се слушам кога идам, наоѓам време, ги гледам. Тоа е најважно. Вие дојдовте и подршка повторно да застанете на функцијата директор на зоолошката градина Скопје. Што се случи со аплицирањето на... Па сакав, имаше време, лани беше. Имаше некој конкурс за директор и викам, пајка се пријавам. Во јавноста одекна поддршката, одекна, многумина споделија. Па тие луѓе сите доаѓале, на сите им израснаа децата таму, идеа не само луѓе што имаат дечиња, идеа нормални луѓе, скачаа као на кафе, таму се створи некоја навика луѓето да ја посетуваат, да им биде како обврска да помогнат да ја посетат, дали биле пеачи, спортисти, другари мои пријатели на вработени од град Скопје, и поддршката е нормална да ви ја дадат ако сте ја терали успешно приказната. Зошто не го спроведува конкурсот, не знам. Не знам и дали го затворија, дали заврши. Меѓутоа, после тоа не имаше време и се повлеко.
Да, меѓутоа директорите се менуваат. Значи ли тоа дека град Скопје некако нема слух за ситуацијата во која што немилата ситуација во која што се наоѓа за Скопје? Колку вие соработувавте со град Скопје токму во вашата директорска функција? Многу е важна поддршката на градоначалникот во моментот. Но јас се плашам дека моменталното раководство не и дало повод и не дало шанса на градот за да помогне и да побара нешто за да му се помогне. Сепак не може градоначалничката од кабинет да помогне директно од зоолошката, треба да има некој што ќе иницира состаноци со спонзори, да каже што му треба, што е најважно. Така да, мислам дека, кој што кажа. Ние ќе имаме гости од ЗОО Скопје, ќе ги слушнеме и нивните мислења, меѓутоа некако јавноста како да не стивнува, постојано е со коментари за последните угинувања на животни. Чинам секоја недела веќе се случува да некој животно од редок вид изумира. Како да им се објасни на граѓаните каква е ситуацијата со зоолошката? И зошто е тоа токму така? Пробав ја да им објаснам многу едноставно, дека угинувањето се две причини. Едната е од негрижа, втората е од што се стари животните. Не може сега на секој угинување да ги обвинуваме раководството дека не се грижеле, бидејќи јас кога си отидов и мене ми угинуваа животни, оставив таму стари животни, нормално е некој од старост да умираат, но мене ме нервира нетранспарентноста на институцијата за тоа што ја оставив како најтранспарентна институција во државата. Што значи нетранспарентна институција? Па соработката со новинарите беше на секојдневно ниво. Не смееше да се деси таа што ми е пиар или јас да не кренам или да не вратам на новина. Не може мене на секоја случка да ми звоните вие на телефон, јас не сум директор 3 години таму. Значи нешто не е функционира, не е реално таму. Затоа ќе кажам дека раководството не тера кој што треба. Позитивни случувања ја одбележаа вашата функција, би сакала да ги споменеме, тоа се отварањето на Дино паркот, како и големата посетеност од околу, чинам 18.000 посетители за време на еден викенд во зоолошката. Отварањето на слониците кои ги донесовте. Така, кои ги донесовте слониците. Ајде да споделиме малку повеќе од тоа време. Дино паркот, чинам дека се уште функционира, меѓутоа функционира, ама кој знае дали работи. Многу луѓе беа скептици. Во повеќе наврати не работеше, сега... Па не знам, вие поише знаете, јас кога решив да го отворам, го видов и во Дубај, и во Белград, и му предложив на тогашниот градоначалник, прифати, многу луѓе беа скептици, го направивме многу брзо, за време на ковидот, ги донесовме, успеа фирмата што го зема тендерот да ги донесе сите играчки модели на диносауруси, го изградивме. За година дена точно се извади цела инвестиција, не ми се ни веруваше колку беше посетен. Тоа ми беше фактички последната година од мандатот. После што се случи, зошто го ништија, имаше кафич внатре, имаше родендени, се правеа секојдневно. Ние една година завршивме после ковидот со 350 родендени, значи секој ден имало скоро. Значи тоа, да, се сеќавам, тоа беше една атрактивна локација за... Имало по 2-3 родендени од денот и затоа функционираше секој. Имавте ли некој модел по кој што ја организиравте работата во зоолошката градина? Еве споменавте Дубај, споменавте големите зоолошки. Посетував, идев у странство и секаде состаноци со директорите имав и во Виена, во Берлин, во Нимберг, кој што ни е братски, збратимен град со Скопје, с прекрасна соработка, гости имавме нонстоп, од Бугарија, од Софија, од Германија. И ќе видиш што е актуелно таму, како тераат вработените обуки, ги праќавме нашите вработени на обуки у странство нонстоп. Има ли амбиција кај Велетановски за повторно да застане на чело на зоолошка и да се врати можеби имиџот на ова обележје на главниот град? Видете, ако ви рече некој што е работел таа работа дека нема, е многу неблагодарно и не би било човечки, затоа што секогаш ќе видиш поврзан за тоа што си се соживел со тоа. Да, би се вратил, меѓутоа треба да имаш поддршка, кој што кажав, и од градоначалник, и од јавност, ајде од јавност имаме, и најважно е од вработените. Доколку имаш таква поддршка, ќе тече секој што треба. Сте биле ли досега во зоолошка, откако не сте директор? Работам блиску и знам на пауза место на кафе, да отидам да испешачам, да се видам со вработените, таму пијам кафе и се враќам на работа.
Ке преминеме на вториот дел од мојот концепт, а тоа е дека многумина ве препознаваат како еден познато скопски урбан лик, познат скопски менаџер на многу од клубовите, на ноќните клубови во главниот град. 5-6 години чина веќе не си дел од ноќниот живот, ако не се лажам. Меѓутоа, поголемиот дел си го поминал таму. Ке споделиме малку повеќе за главниот град во минатото. Низа немили настани меѓу кои оној во Кочанската дискотека не снајдоа трагедијата сега. Како беше порано, Џомбе? Па многу различно од сега, ако овие генерации сега можеби и не памтат помлади. Оние што се до 30 години сигурно памтат. Многу беше жив градот. Скопје беше центар на ноќниот живот на Балканот. Што се случи? Каде се потврли за да сме на ова ниво на кое што Скопје е денес? Мислам дека пресудија младите што се почнаа да се иселуваат. Пресуди социјалниот живот на социјалните мрежи, пресуди ковидот, после ковидот живееме нов начин на живот, нови навики. Конечно пресуди последно, на жал, трагедијава сега. Ако позади нас беа Белград и некои други градови гледаа како се одвива ноќниот живот тука од вторник до недела, сега ние не можеме у две места да врземе петок и сабота, нема да ти дојдат гости, нема кај да ги изнесеш, да не се интермецо уште едно-две места. Да, тоа ќе беше моето следно прашање. Има ли денес Скопје ноќен живот? Каков е денес ноќниот живот? Каде излегуваат помладите, а каде повозрастните генерации, знаејќи дека порано забавите биле поделени на сениорски, јуниорски? Поделени, да, се знаеше. Младите дорбевме, немавме 18 години, идевме на Џулио. Во диско, после си искачаа по старите, над 18, си изгуби таа можност. Сега во Скопје останаа некои едно-две диска што работат со помлада генерација, меѓутоа видовме што се случи. Сега се надевам дека нема да постои тоа, веќе малолетници да идат после 12 во диско. Постоеше ли во минатото тоа? Како се справувавте, еве, како менаџер? Како одеше процедурата? Се бараше ли лична карта на врата од секој што ќе влезе во ноќниот клуб? Мене ми било навика, секогаш сум избегавал тоа да го правам со протекција, да пуштам некој што нема 18 години, затоа што одговорноста е кај вас и кај сопствениците на локалот. Исто пострашно и алкохол ако давате на малолетници. Одговараат менаџерот и газдата. Тоа ми било и на мене и на моите колеги една навика позитивна. Не сме со баги луѓе имало моменти да се замериш, да се скараш. Но ќе те сватат, ќе им објасниш. Нажалост сега што се случи, никој не очекуваше да се случи ваква работа, видов. После оваа трагедија се испитува, односно истрагата е отворена, се уште трае, многу лица се опфатени во самата истрага во Кочани, меѓутоа, еве конкретно за главниот град, после вонредните инспекцијски надзори се воспостави дека чинам само 2 ноќни клуба во градот, или еден, ако не се лажам, имал соодветна лиценца, дозвола за работа. Знаете што е пострашно со сега, што сега во Скопје, например, Скопје го излече најдебелиот крај, затоа што да не се лажеме, Скопје има инвестирано, газди имаат и кафичи и ресторани, колку што нема во цела Македонија. Ама смее ли да се дозволи главниот град да има еден клуб со дозволена лиценца, а се останато да биде на црно? Тоа е голем недостаток, но минатото на секој еден функционер што требало да се погрижи за тоа. Се надевам дека истрагата ќе ја водат коректно, нема да биде за едни мајка и за други маќа судот. Се надевам дека сите ќе одговараат што треба, што биле виновни и дека ќе се створи ред кај што ќе се знае кој уложил и кој ги исполнил условите, тој ќе земе лиценца, дали сака ресторан, дали кафич, дали диско. После трагедијава секој како да си го напиша своето собствено искуство, па така пишува и некои повозрастни генерации кои што биле дел од случувањата во главниот град во ноќниот живот. Именно се споделуваше приказната дека порано како да било малку побезбедно и да излезеш во дискотека и да влезеш после 12. Сакам лично искуство, еве, од тебе, од Знаете теренот. зашто? Зашто дискотеките работеа со пример, јас сум работел со по 12 луѓе на врата обезбедување. Ако јас одлучам да не влезе, некој нема да влезе, па што сака нека биде газата ако не се јави. Полиција имаше поголемо присуство,
законите беа малце построги, ви кажувам. Што се случи задниве години, ни мене не ми е јасно. Дека беше побезбедно, веројатно дека имаше ред, не се меша 17 годишни со 25 годишни. Каде вие наоѓате кривицата за конкретно најсвежата трагедија која што за жал не потресе сите? Во институциите, за жал. Да, меѓутоа таму беа опфатени многу лица. Нема да ги земам и некој... обезбедувањето дури и... Нема да ги земам некои од родителите што дозволуваат 16 годишно дете да, ако знае и ако му дозволи, да оди во 2 сат во диско. Се влегуваше ли предходно со врски? Пуштавте ли вие со врски? Во моје време и сега кај што искачам од тие локали не пуштаат под 22-3 години. Оптимист ли сте дека ќе се врати култниот ноќен живот во главниот град, како ќе движи целата таа работа? Има ли култни места денес во Скопје кои што ете така се препознатливи обележја токму на главниот град за излегување? За искачање? Па има се. Останати се 3-4 нормално. Да не ги фаворизираме се, ама штета е голема. Јас сум оптимист дека ќе се врати барем 50% од тоа што бил градот. Но за тоа мора да имате поддршка и од локалната власт, од тој што е градоначалник, да им даде одврзани раце на младите, да организира ивенти секој месец, секој втор месец. Мора да правите нешто, иначе сам по себе никад нема да се врати. Гледам ги напаѓаат некои угостителите. Угостителите се најмалце виновни, они треба да им се даде субвенции да помогнат и во креирање на настани, во запослување на млади. Се е врзан, ланчан систем. Во јавноста одекна и една информација дека Галетановски се спрема за независен кандидат за градоначалник на главниот град и тоа така ми беше интересно за да го споменеме. Се ближат локални избори, па што да очекуваме? Па видете, да, мене ме прашуваат многу луѓе. Не сум размислувал дали би се кандидирал. Независен кандидат е многу тешко во Скопје да видиш. Од една страна имаш многу голема поддршка, од друга страна ја немаш поддршката што ти недостасува. Градоначалник е најтешката функција што постои кај еден човек што се бави со политика. Мора да се трансформираш во нормален човек, да се симнеш меѓу граѓаните, да не си затворен во канцеларија, да работиш од првиот ден во интерес на сите граѓани. Тој момент кога ќе ги поделиш, дали била администрација или луѓе, тој бил ВМРО, тој бил СДСМ, пропаѓаш. Така се случило на сите минати градоначалници. Да очекуваме кандидатура? Па, не верувам, но ќе видим. Што му недостасува денес на главниот град? Еве, доколку се кандидирате, може би за прв човек на некоја од скопските општини или на главниот град, на град Скопје? Боле прашајте што не му недостасува. Полесно ќе биде, се шалам, му фали средување на јавниот превоз подитно. Луѓе имаат маки многу со јавниот превоз. Ете, сега таа тема не е актуелна, бидејќи се стопли и малце загадувањето и со дождови и со ветер го снема. Мора да се работи на тие теми. Кој ќе го среди, кој ќе го исчисти, да се врати како порано казнувањето, не знам дали текнуе пред 10 години, кога никој се направија казни за да плюкнеш на улица или да фрлиш кога ти ќе казнува. Секој што ќе биде градоначалник, нека среди инспекцијата, да казнува 50 евра. Удри го по джеб, ќе видите дали некој ќе прави ѓубре или ќе фрли до континер. Така да мора тој што ќе биде градоначалник сериозно на тоа. И втората работа и најважна да поработи младите да останат во Скопје, да работат, да функционираат, да се забавуваат, да им даде шанса. До сега никој не им дал шанса на младите, верувате. Јас сум сведок за тоа. Затоа и се огорчени. Да, вие во една прилика ќе кажете и дека меѓу првите работи што ќе ги направите за главниот град е решавање на проблемот со... Тоа сум кажал кога би бил градоначалник. Кога би бил, да, со бездомните животни, проблем кој што ете така се уште можеби тлее и актуелен, пак ќе го поврземе еве и со љубовта кон животните и во зоолошката. Како ќе го решите проблемот со бездомните животни? Со бездомните животни ќе мора на таа институција на лајка да им се помогне, да се прошири капацитетот, да се вработат повеќе луѓе, да се заловува почесто бездомни куќиња, грижата да биде на поголемо ниво. И тие работи што некои финансиски се збогатат на грб на градот, што фингираат дека куќе ги каснало, тоа треба да се среди. Тоа не е решение што го прават
Место да се уложи, кој што кажувам, у лајка, кај што ќе се грижат за куќињата, луѓе гледаат на тоа, на грб на куќињата скитници да заработат. Така да и тоа е горлив проблем. Да, за младите сум потенцирал и стојам на тоа, дека досега ни еден градоначалник на градот не им дал шанса да ги стави директори на институции во управни одбори да одлучуваат и они. Мора да им даде шанса за да видат дека мора да останат у Скопје. Се друго е гола пропаганда. Што е клучно за еден човек кој што ќе дојдете на таква функција? Да ја тргнеме настрана партијата. Што е клучно за да биде успешна институцијата која што ќе ја водите? Што е клучно? Да, кај човекот, што е клучно, така? Кој што ви кажав од првиот ден, тоа да си го избрише дека ќе се затвори у канцеларија и дека нема да дига на телефон, значи треба да остане меѓу граѓаните, да ги согледае секојдневно проблемите на улица, да се отвори, како што кажав, према јавноста, администрацијата да ја стави во функција целосно во град Скопје, зашто таму е најподелена на една и на друга и на трета партија. Ако администрацијата ја ставите во целосна функција, да им кажете, немате никаков притисок, кој работи ќе биде унапреден, кој не работи ќе биде казнет, немате проблем со администрација. Тоа се клучни работи, затоа и кој што реков, деполитизирање подитно на администрација и на... Како што кажав, неочекуваат локални избори, оптимист ли сте дека ќе се постават вистинските луѓе, можеби конечно за да се средат? Имам некој чувство дека веќе им е преку глава на граѓаните, посебно на младите. Овој пат ќе се гласа за лик, за личност што ќе им вети, што ќе им гарантира дека ќе работи во... Добро, секогаш се случува тоа. Секогаш се ветува. Да, секогаш... и затоа и дадов еден предлог. Ете, ќе видат здрави кандидати, ако се мужи, нека го прифатат, нека си потпишат нотарски изјави дека ќе одговараат кривично. Не ли исполни втората година 50% од програмата, нека одговара кривично. Ама да ја потпише нотарската изјава пред да се кандидира. Не после да прават фори, демек не може ли или нешто. Само така може, со одговорност кривично. Така, имаше и една исто така еден апел за да се отповика градоначалник, веќе избран градоначалник. Тоа мора тој закон да се среди. Тој закон за локална самоуправа. Тоа е многу важен закон. Ради тој закон не може да се действува никогаш. И ради тој закон остануваат граѓаните излажани понекогаш. Покрај тој закон, ако се прифатат и вакви услови, граѓаните нема да бидат излажани. Ќе мора да работи тој што ќе. Какво е Скопје во детството на Ѓорги Галетановски? Како го паметите главниот град? Што најмногу ве поврзува овде? Колку Скопје вам ви е дома? Скопје ми е дома, како да ви кажам, пример ќе го земам празников најголем што е нашиот, Великден. Еднаш во живот ми се случило да не сум во Скопје, бев во Охрид за Великден. Не се чувствувам нигде како тука. Стварно ми е криво и тешко кога гледам дека градот функционира со 20% и ги нема оние од порано случувања, дневни шеми, кафиња, кејот замрен, туристи нема ич. Тешко е, кој ќе искочиш у ниедно време што го викаме ние 5-6 поручек, мислиш дека си у некој приградско подрачје, не дека си у центар. Порано по 15 сата дневно било раздвижено, дал на улица Македонија, дал на Кеј, навикани било, кој каде иде, седна на кафе, сега нема ништо. Од друга страна, па градот е се понаселен и понаселен. Не е понаселен, него купуваат станови многу луѓе од страна, не живеат во нив. И се хендикепот што ја кажав, се иселуваат младите, енормно, се вселуваат луѓе од страна, од други градови, и затоа не се осеќа гужва. Да, меѓутоа од внатрешноста доаѓаат луѓе овде и тоа не поради нивна вина, бидејќи ништо не се случува во помалите градови. Како тоа ќе го искоментирате конкретно? Па не ви рекол дека не се случува, има градови што моментално подобро функционираат во Скопје. Кои градови? Па пример земете Струмица, земете Битола, они имаат и ноќен живот, и дневен живот. Подобар од Скопје во моментов. Така да, они купуваат станови кај нас, седат преку недела и си се враќаат за викенд таму. И за Скопје останува за викенд празно, а не као порано кога за сите ивенти за викенди доаѓаат цела Македонија тука. Не постои каде ви е маскенбол, порано маскенбол било традиција. Сите искачаат цела Македонија во Скопје. 20 кафичи и 10 диска беа пуни. За бела ноќ да не прамуваме.
Пораздвижен, порадосен, дефинитивно така го паметите главно? Да, секогаш. Позитивен град бил Скопје. Ви кажам, доаѓаа луѓе од европски метрополи тука да искачаат. Што е денес најпривлечно за туристите? Како? За туристите, еве, велите нема туристи, меѓутоа, еве, зошто би дошле во главниот град? Па јас се чудев кога бев директор, гледав некои статистики. Зоолошка градина им беше втора дестинација на сите туристи. Ја посетува? Да, многу, премногу. Прва им беа Кале, Мале, плоштада. Чаршија. Чаршијата, која и се уште тврдам дека е едно од најубавите места во Скопје. И култни, и убави. Туристите, како што ви кажав, прва дестинација им беа таму, после доаѓаа сите во Зоолошка и ми кажува, ја имав навика да разговарам многу со луѓе што не живеат тука. Беа задоволни. И нормално и ние кога идеме сега у странство, ќе прошеташ прво у центар, па ќе видиш ако има добра зоолошка, добар парк, ќе отидеш. Ке сме сведоци ли на некои побави времења за главниот град? Оптимист ли сте што ќе се случува во Па се иднина? надевам дека нема да погрешат скопјани во иднина, како што сме грешеле многу пати, дека кој да се кандидира, да се одбере кандидат, што ќе им учини да живеат среќно и нормално. Скопјани се терсене луѓе, знаат да казнат, меѓутоа ете, знаат и да сгрешат. Не по нивна вина. Да се надеваме дека овој пат ќе има татко или мајка на градот што ќе биде стварна, да не биде ни Макија ни Очув. Каде ќе го однесат амбициите Галетановски, што да очекуваме во следниот период? Па, јас сум тука, јас сум меѓу граѓаните, меѓу младите, што можам помагам, функционирам окей. Ви пристапуваат ли се уште оние кои што биле дел од зоолошката? Да, многу. И кога ќе отидам на кафе, има луѓе што не се замараат со тоа. Јас си седам, пијам кафе, ми доаѓа добар ден директор, ја бе да ве прашам, викам извинете, не сум станал директор, ама кажете, ќе ви објаснам. Има такви случаи, да. Така. Ѓорги, многу ти благодарам што вас фала. Одвои дел од твоето време вака убаво, да. Така, убав муабет си направивме во Скопје ми е дома. Јас се надевам дека Скопје ни е дома, тоа е. Скопје ни е дома, да. Вака или така да бидеме оптимисти за подобри, поубави времења еве за главниот град, какви што паметиш и самиот ти кои што не ги сподели токму во локалната програма. Јас ќе ти посакам успех во се што ќе одлучиш да правиш и доколку ја имаш поддршката и доколку нели ти пристапуваат и ја имаш поддршката од јавноста и од граѓаните. За зоолошка? Јас па сега не знам зашто ќе посакам успех. Бајде, фала ви. Така е, почитувани гледачи, и во ова издание од Скопје ми е дома проговоривме малку повеќе за главниот град, за скопски теми, за обележје на градот, за зоолошката градина со незиниот поранешен директор Ѓорги Галетановски или Чомбе. Проговоривме малку повеќе за скопскиот ноќен живот. Галетановски ни сподели како било можеби малку поназад низ времењата, како е денес. Оптимисти сме сите, дефинитивно дека не очекуваат подобри времења, меѓутоа секој нели ќе тргне од себе си за да се поправи овој систем и да го живееме главниот град токму преку како во оние спомени кои што ги паметиме од некои поубави времења за Скопје. Ви благодарам што и ова празнично издание бевте со нас. Велики четврток ќе посакам убави великденски денови на сите кои што си празнуваат и чествуваат, а ние ќе се видиме во наредното издание на Скопје ми е дома на Вистинска телевизија. Дотогаш останете и следете нашата програма. Таму е Скопје.